Прочитавме еден настан кој е така доста драматичен и историјата на црквата помни многу такви моменти во кои христијани покажувале исклучителна смелост во споделувањето на Евангелието, во специфични околности, не многу пријатни. Таков случај е оно од времето на реформацијата, кога Лутер бил повикан во Вормс, во дворецот на императорот Карл V, и тој настан бил навистина така многу драматичен. Таму е Лутер, еден обичен монах, кој веќе е прогласен за еретик. А околу него се највисоките представници на државата, таму е императорот, таму се трибуните, политичките водачи, таму се највисоките представници од папскиот дворец, кардинали. Пред Лутер се поставени неговите книги кои се осудени од црквата, која во тоа време е врвната институција во Западна Европа, и тој е притиснат да се откаже од своите книги, притиснат е да се откаже од учењето, и Лутер одбива. Се повикува на Словото, вели, ако се докаже нешто како ерес преку Словото, јас ке се откажам. Меѓутоа, инаку, ниту Словото, ниту мојата совест ми дозволуваат. Поинаку не можам. Нека Бог ми ја напоможе. Навистина, ситуацијата е драматична. Меѓутоа, ова што ја прочитавме е уште подраматична. Веќе се запознава минатиот пат со ситуацијата, со настанот во дворецот на римскиот управник во Кесарија, кој е највисокото судско тело во тоа време. Е дојден царот Агрипа со неговата сестра Верники, облечени во царски облеки, со круни на главите, влегле сигурно со најава на фанфари. Таму е Порци Фест, кој е судија, врвен судија, облечен во црвената облека, зашто тоа било процедура. Римскиот намесник како судска власт да биде облечен во таква пурпурна облека. Таму биле трибуните, тоест оние војсководците облечени во облеки, генералски облеки, нивните телохранители биле таму со оружје и пишува дека биле највлијателните, најбогатите луѓе во градот. И последен влегува Павле. Павле нема круна на главата, не е најавен со фанфари, единствениот звук кој се слушал биле од синџирите кои се влечкале по подот. Не бил облечен во убава облека, бил во затвореничка облека, а и традицијата вели дека и така на дворе, што не изгледал многу така впечатливо, бил ситен човек, без коса, со кукаст нос, криви нозе, така опишан од луѓето што го познавале. И иако тоа е на таква позиција, некаква подредена во однос на оние што се таму собрани, Павле многу смело го споделува Евангелието со многу силни аргументи. Им го кажува своето сведоштво, им говори ги повикува дури и на покаяние, која е неговата мисија таму, преку верата во Христос, да бидат оправдани и да живеат живот достоен на покаяние. И во еден момент, дека го говори тоа, е прекинат. Прекинат од намесникот. И обвинет дека е луд, му вели, ти си полудел, Павле. И овој текст не само што не открива, ни говори за една од лекциите, за смелоста која треба да имаме во евангелизирање, за важноста да се споделува добрата вест, Словото, и за очајната состојба во која е светот. Од друга страна, овдека го гледаме и непријателството на светот кон Словото и кон оние што го споделуваат Словото. И една таква реакција која искуси Павле, реакција во која тој беше обвинет дека е луд, покажа ти си луд човек. Буквално така, една голема навреда.
То не го збуни Павле. Нити го изненади. Туку напротив, после таа осуда, Павле некако премина во напад. И од одбрана, од заштита на верата, тој од осуден, обвинет, тој стана обвинител. Се сврте кон Агрипа, се сврте кон останатите и рече, има тука некој лут. Не директно, но со зборовите, но со обраќањето кон Агрипа. Има тука нешто, има некој лут. И јас би сакал вие, кои мислите дека сте мудри во овој свет, да бидете, да станете како мене, да ја видите вистинската мудрост, да бидете спасени, да го имате наследството, вистинското наследство, вистинското богатство на светиите. И Павле не се збуни, не се засрами, бидејќи тој веќе беше напишал на коринтијаните дека крстот е безумство, глупост за оние што загинуваат. И не се засрами да продолжи да го говори Евангелието, зашто знаеш дека всушност тоа е вистинската мудрост и не само мудрост, тоа е животот. И до последен момент тој не се предомисли, не се откажа да ги повикува на покаяние и малите и големите. Со тие зборови тој се обрати кон публиката што беше околу него. Така, значи, тоа е накратко, во кратки црти, оваа 26 глава, која не води кон крајот, остануваат уште 2 глави или уште 2 до 3 проповеди имаме до крајот на оваа книга. Стигнуваме до кулминацијата. Веќе видовме како се стигнува до овој судски процес сега во Кесарија, кој повеќе распит. Царот Агрипа и неговата сестра Верники се во посета на Порци Фест, римскиот намесник. Тоа е некаква таква протоколарна прва средба. Агрипа разбира за Павле дека тој е таму и посакува и тој да слушне. Зошто е обвинет, да има еден распит. И така, почнува 26 глава со објаснувањето од Лука дека Фест, наместникот, со раката му дава на Павле право да го почне, да почне својот одбранбен говор. И Павле, кога го гледа таму Агрипа, сигурно бил запознан за што станува збор, некако се свртува кон него со известна благодарност, олеснување, со радост, бидејќи пред себе има човек кој ја знае, тој самиот е евреин, прозелит, ја знае еврејски јудаизмот, го знае учењето, ги знае случувањата таму што биле со христијаните, со Христос, бидејќи не е нов, за разлика од Фест, и тоа како да му дава некаква надеж дека ќе биде разбран, дека тоа што го говори ќе биде сватено од Агрипа кој ги познава работите. Тоа е во кратки црти. Ти ги познаваш јудејските обичаи, сите препирки, знаеш што се случуваше во Јерусалим со Христос, со крстот, знаеш за празниот гроб. Понатаму тој ќе рече, сите тие нешто што јас ги кажувам, не беа некаде во тајност, сите тие се јавни работи. Има сведоци. Затоа сум радосен, што пред тебе ќе можам да го кажам сето тоа пред човек кој што разбира. И во голема мера на тој распит Павле ќе се обраќа кон Ирод, кон Агрипа. И ќе види, но ќе види на крајот без никаков резултат. Но за тоа има причини. Ајде да продолжиме. Значи, тоа е воведниот збор. Една изразување, една радост, што може својата одбрана да ја представи пред човек кој ги разбира работите и кој може би некако ќе му објасни и на римскиот намесник. И потоа се навраќа на своето минато. Се представува пред Агрипа и вели, јас порано, и ме знаат се уште во Јерусалим како таков, бев член на најрадикалната религиозна фракција во Јудеја. Бев фарисеј.
нема по-радикална во поглед на фундаментализам и посветеност на јудизам од фарисеите. И дури, му вели на Агрипа, и сега да одиш во Ерусалим. Повеќе од 20 години помина, се уште ме памтат таму. Се уште ме памтат како фарисеј бев. Се уште знаат кој беше најдобриот студент или ученик во школото на Гамалиел. Ништо од сето тоа што го кажувам не е измислено, не е нешто езотерично паднало од небото. Сето тоа е факт, историски факт. Јас сум таков. И сега, како е можно, и тоа е еден од најсилните аргументи на Павле за воскресението на Христос и за Божјата благодат. Како е можно еден таков надежен фарисеј, посветен на јудизмот, сега да биде во окови суден како непријател на јудеизмот? И објаснува, еве сега стојам јас тука и осуден сум, обвинет сум, за малку ќе ме убија поради надежта што ја имам, а која имаа и нашите предци, нашите татковци, патријарсите и Израел низ вековите верно ден и ноќ му служеше на Бог. Имајќи ја таа надеж што јас ја споделувам сега со вас. А која е таа надеж? Завршува со воскресението од мртвите. Тоа е надежта што не држи, што ги држеше патријарси да му служат на Бог, дека има воскресение од мртвите. Инаку, како ќе се исполни ветувањето дадено на Авраам дека ќе ја наследи земјата кога тој не умре и не ја наследи земјата? Ако нема воскресение од мртвите, како ќе биде исполнето тоа ветување? Како ќе биде исполнето ветувањето дадено на патријарсите дека ќе ја наследат земјата кога сите тие умреа во Египет? Не умреа во својата земја. Тоа е надежта што не држи сите нас. И таа надеж, и заради таа надеж, и тоа е целата иронија на процесот. Со таа надеж живееше Израел низ вековите, и јас ја проповедам таа надеж, и заради таа надеж сега ме судат. Тоа е голема иронија. Голема иронија. На тоа се крепи верата во Бог, на тоа се крепи надежта. Може, со други зборови, овој вовет на Павле, кој е наменет, е испратен кон Агрипа, може да си представиш. Може да си представиш Агрипа, ти кој ги познаваш и веруваш во пророците, на крајот ќе го прашаш, ти веруваш во пророците? Да, знам дека веруваш. Ти кој веруваш во сето тоа, може да си представиш јас зошто сум суден. Бидејќи кажав дека има воскресение од мртвите и судокеите скокнаа. И во еден момент, и тоа е едно така реторичко прашање, не знам од што е поттикнато, можеби Агрипа реагирал некако. Можеби подсмев, не знам. Му вели, а чекај, да не си и ти меѓу тие кои мислат дека не може да се верува дека Бог воскреснува од мртвите. Да не си можеби и ти од тие кои не веруваат дека Бог може да воскресне од мртвите. И која е суштината на прашањето овдека? Суштината исто она која Бог ја имаше во предвид, кога го постави прашањето на Сара, има ли нешто неможно за Господ? Во Битие 18 глава. Сега тогаш Сара беше 80 на години, неплодна, и Бог рече, ќе имаш син. И таа се насмеа. Со недоверба. И тогаш Бог праша, има ли нешто неможно за Господ? И овдека е исто прашањето. И тоа прашање одекнува таму, во просторијата и во ушите на римските представници, зашто тие не веруваат во Бог кој е семожен, Бог кој е семоќен. Нивното разбирање за Бог е ограничено. Тие веруваат во ограничени богови. И затоа го прашува Агрипа, а ти во каков Бог веруваш? Веруваш ли во Бог кој може се? Да не си ти од оние кои велат дека не можеме да веруваме дека Бог воскреснува.
Во каков Бог веруваш? Тоа е прашањето, суштината на прашањето. Колку е голем твојот Бог? И така Павле ги воведува полека кон темата за воскресението, за да стигне до воскресението на Христос, која не само е доказ дека Бог воскреснува од мртвите, туку преку тоа воскресение тој стигнува до суштината дека го потврдува Христос како Месијата, како Спасителот. И на тоа се спротивставуваат јудеите. Тоа е причината за робството сега, за заточеништвото во кое се наоѓа Павле. И кога го постава тоа реторичко прашање на Агрипа, да не си и ти меѓу тие кои мислат дека Бог не воскреснува, продолжи вели, ами ќе ти кажам, и јас бев таков, дури и полош од тебе. Зашто и јас мислев така, дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет. Ако ти си од тие, од таквите, ќе ти кажам, јас бев и полош. И тука веќе е неговото лично сведош, неговите аргументи кои тој ги дава. Не само што не верував, туку сметав дека тие христијаните се најголемите богохулници, кои треба да бидат убивани, кои беа затварани. И јас одобрував да беа мачени по синагогите. Ги принудував јас лично ги принудував да хулат на Исус. И разјарен ги гонев насекаде, барав да одам и надвор од Јудеја, и во Дамаск, и тамо да ги апсам, тамо да ги гонам, тамо да ги затварам, тамо да ги мачам. Сето тоа што пишено и да ги убивам. Тоа е вклучено овдека. И знаете ли што? Интересно е што и тука Павле ќе го кажа сега своето сведоштво и средбата со Исус. И ова е настан кој најмногу се повторува во Новиот Завет. Еден исти настан. Во книгата Дела, Лука 3 пати на 3 места го повторува тој настан. Сведоштвото на Павле, неговото одење кон Дамаск и средбата со Исус, кога се случува нели во 9 глава, и потоа кога говори пред евреите во храмот, и овдека во Кесарија пред Агрипа. И сега кога Лука 3 пати го повторува истото нешто, има некои варијации со додатни информации, тоа се покажува колку е важен за самиот Лука тој настан. Тој е како клучен настан во оваа книга Делата на апостолите. Зашто тој настан е можеби најсилниот аргумент не само во животот на Павле, туку воопшто во таа книга, најсилниот аргумент за благодатта на Христос. Еден човек кој бил таков ревносен гонител на црквата, станува најпосветениот апостол на црквата, на благодатта во книгата Дела на апостолите. Не. Лука имал ограничен простор за пишување во тие светоци. И тој сепак решава 3 пати да го спомне овој настан. Зашто ако има доказ за Божјата благодат, е тоа преобраќањето на Савле од Тарс. Таа негова промена од ревносен гонител на црквата во нејзин апостол, од убиец на христијаните во нивен водач, е многу силен доказ. И затоа Лука 3 пати го спомнува во книгата. Многу невина крв имало на рацете на апостол Павле. И во исто време многу сведоштва, многу евангелизирање излегува од неговата уста. И прашањето всушност кое се некако поставува овдека пред Агрипа и пред останатите, кога говори за тие христијани кои се мачени, гонети, затварани, принудувани да ходат на Христос, убивани, прашањето што овде го поставува Павле е: ако Христос е обичен мртов човек, ако тој не воскреснал од мртвите, како е можно толку луѓе да си ги дават животите? Како е можно и по таква принуда тие да останат верни на Христос? Тоа е едниот аргумент. Веднаш овдека има и друг аргумент. Како е можно
Ако Исус е обичен мртовец, јас од таков надежен фарисеј, посветен на јудаизмот, сега да бидам овдека во окови пред вас. Како е можно јас да стигнам до таква состојба? Толку да паднам во мојата кариера од успешен фарисеј во гонен од фарисеите. Ако не се случило на вистина нешто. Ако на вистина Христос воскреснатиот не ми се објавил. Тоа е на вистина големо сведоштво. Јас сум големото сведоштво, вели Павле. Секој може да праша каков сум бил и ме убиваат сега истите оние кои ме сметаа за најревносен и најпосветен фарисеј. Како е можно тоа? Да, Фест ке каже, зашто си полудел од многуте книги. Не, има нешто друго. Благодата на Бог. И тука можеме да ја расшириме дилемата што ја поставува Павле таму пред сите тие луѓе. Ние денес можеме истата таа дилема да ја поставиме во светот. Како е можно една мала група луѓе, мажи и жени, некаде од крајниот исток на Римската империја, уплашени, збунети, да почнат да го шират Евангелието и тоа за 100 година да ја опфати целата империја. И не само тоа, туку во следните векови ќе го одреди текот на историјата на човештвото. И до ден денешен безброј луѓе посветени на Христос биле затварани, мачени, убивани и останувале во верата. Како е можно ако Христос беше само еден обичен мртов човек? Ако немаше воскресение и ако не беше овдека Божјата благодат. И така, Павле, кој бил решен да го избрише името на Христос, така го расширил тоа име не само во Јудеја, туку и насекаде на империјата. Зошто? Зошто никој не може да се спротивстави на Божјата благодат. И говори овдека за средбата со Христос. Имаше вели еден момент во кој мене ми беше дадена мисија. Мисија која човек не може, која е безсмислено да ја отврла, како што е безсмислено да рита против бодило човек. И така, продолжува. Одев кон Дамас со власт да ги уапсам христијаните и во еден момент напладне ме огреа мене и тие што ме придружуваа светлина посилно од светлината на сонцето. И тогаш чув глас од небото кој вели: Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко е да се риташ против бодило. Ритање или клоцање против бодило бил во тоа време идиом, земен од земјоделието. Зборот бодило кој овдека се користи не значи конкретно некаков предмет, значи остро нешто кој боцка, кој боди. Може да значи оној остен со кој ги бодат животните, ги терат нели на прав пат, но може да значат и грмушки кои ти се обидуваш со ногата да ги риташ, ама они повеќе тебе те бодат. Во секој случај, идејата на тој идиом е да представи безсмислено спротивставување. И тој глас од небото за кого разбира Павле дека е глас на Бог, дека тоа е теофанија, богојавување, богојавление, се прашува: кој си ти? Кој си ти против кого јас клоцам или ритам? И тогаш вели: јас сум Исус кого ти го гониш. Оној за кого Павле мислеше дека е мртов, разбра дека е жив. Тоа е целиот процес Порци и Фест го свртува на прашањето, на спор. Сето тоа е спор околу човек дали е жив или мртов. Некој мртов за кого Павле тврди дека е жив. И Павле не само што тврдам дека е жив, јас го видов дека е жив. Тој ми се јави. Оној за кого јас бев уверен дека е измамник и дека треба да бидат уништени сите кои одат по неговото име, го пропагираат и треба да се избрише тоа име од Јудеја. Тој ми се јави. Исус е жив, воскреснат, потврден како Син Божи. И во тој момент вели ми ја даде мисијата. Мојата мисија
додам за да им ги отвори очите нивните, да се обратат од темнината во светлина и од власта на сатаната кон Бог, па преку верата во мене да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените. Бог вели ми даде мисија. И таа мисија што ми ја даде, е мисија која човек едноставно не може да ја откаже. Прво, зашто е безсмислено човек да се рита против Божјата волја, а второ, во таа мисија се покажува колку е очајна состојбата на човештвото и колку е голема потребата на човештвото од Евангелието. Овдека Павле пред тие луѓе таму, пред управниците, пред цареите им вели: сите вие сте слепи, зашто на крајот тој со тоа ќе заврши. Ќе ме убија, но Бог ме спаси и сега сум овде да ги повикувам за спасение и малите и големите, сите вие. Зошто сите вие сте во слепило, слепи сте, вашите очи се затворени. Сите вие овдека сте во темнина, сите вие сте заробеници на сатаната. А мојата мисија, мисијата што Бог ми ја даде, е да одам насекаде и со Евангелието да им ги отварам нивните очи, да прогледат. И откако ќе бидат спасени, оправдани, да добијат наследство од светиите, вистинско богатство. Таа мисија, едноставно ќе каже после Павле, јас не можев да ја одбијам. Таа задача што Бог ми даде, за кого сега сум суден, не можев да ја отврлам. Зашто таа е состојбата на човекот. Тој е во темнина. Во таква темнина е неговиот ум, што тој и самиот не може да свати дека е во темнина. Толку е слеп, што не може да види, да разбере дека е слеп. А роб е на сатаната и не разбира дека е роб на сатаната. Неговиот ум е помрачен и затоа глупавото го смета за мудро и не може да го види мудрото како глупаво. Единствено Бог преку Евангелието и Духот може да го осветли, го осветлува умот на човекот. Го избавува од тоа царство на темнината, го води во царството на светлината, од сатаната кон Бог и му дава вистинско наследство, вистинско богатство. И тоа е, вели, мисијата што Бог ми ја даде. И дел од таа мисија е и ова, овдека што се случува меѓу вас. Не случајно Бог, вие ме избавивте, римјаните, од линчување во Ерусалим пред храмот, за да видам сега овдека и да ви го кажам тоа. И продолжа, затоа Агрипа, јас не се противев на небесното видение. Не се противев, зашто е безсмислено човек да рита против бодило. И зашто е важно човештвото да биде спасувано. И затоа не се туку, напротив, веднаш тргнав. Прво во Јудеја, во Ерусалим, потоа Дамаск, секаде и меѓу незнабожците да го проповедам Евангелието. Да се покаат и да се обратат кон Бога, правејќи дела достојни за покаяние. Со ова веќе Евангелието е комплетно. Спасение по благодат, преку вера во Христос, оправдување од Бог, наследство на светиите и живот достоен за покаяние, променет живот. Е нешто кое е упатено кон Агрипа, но нешто кое сигурно не му се допадна. И Павле вели, јас се покорив. И книгата Дела на апостолите е запис на тоа како тој се покори. Неголеме дел од таа книга како тој почна. Дамаск, Ерусалим, потоа Антиохија и како одеш на секаде, во синагоги, на пазари, да го проповеда Христовото Евангелие. Им говореше јасно за таа темнина, за тоа слепило, јасно за потребата од покаяние, за дејството на Словото. И тоа, вели, јас тоа небесно видение, таа мисија, не ја отврлив, не се спротивставив, ја прифатив, зашто е најважната мисија. Таа важна мисија е човек да отиде да биде цар,
Важна мисија е од Рим некој да биде испратен во Јудеја како судија и да суди. Но нема поважна мисија од таа. На луѓето да им биде, да бидат луѓето предупредени, да биде откриена вистината за нивната темнина, на нивната слепотија. И тоа е најважната вест. Вест која има едно трајно, постојано значење. Има многу такви радосни, добри вести кои слушаме. Како, например, она уште од пред колку таму 2500 години, кога оној гласникот Феди Питли, како се викаше, трчал од маратон во Атина, 40 и неколку километри, стигнал и рекол: победивме, и умрал. И тоа било многу радосна вест за елините кои војувале со Персија. Но знаете ли колку траела таа радосна вест? После 10 години слушнале друга вест: загубивме. И елините биле поразени од персијците и биле завладеани. Такви се вестите овдека, радосните, добрите вести овдека на земјата. Зашто секоја вест кој денес е радосна, утре веќе може да биде тажна вест. Одиш на лекар и ти кажува: добри се резултатите, негативни, супер. Веќе после 2 месеци може да ти кажат: ама сега не се добри резултатите. Може да ти кажат: ја качуваме платата, ама утре да кажат: немаме проекти, отпуштаме од работа. Такви се вестите на земјата. Но таа вест овдека што Павле открива, таа е вест за едно вечно, трајно наследство. Постојана, актуелна и нема крај. Не може да изветри. Не може да загуби вредност. Не може да загуби важност. Не. И затоа вели: јас со задоволство извршував таа мисија, да им откривам на добра вест на луѓето. И затоа продолжува се, и затоа ме фатија. И пак овдека сета иронија сака, сад поставува тие нели дилеми. И зошто сега сум јас суден? Зашто имав мисија од Бог за спасение на луѓето и затоа сега јудеите ме фатија. Затоа се обидува да ме убијат. Иако сето тоа што овдека јас ви го кажувам, беше говорено и во времето и од Мојсеј, беше говорено и од пророците. Тоа не е ништо ново. Некои вели ме обвинуваат дека сум новатор, дека ново учење измислив. Не, еве го Мојсеј, еве ги пророците. Па тие говореа за Месијата. Тие говореа дека Христос мора да пострада и ќе воскресне од мртвите и така натаму и да проповеда на сите светлина. Тоа е учењето од Мојсеј и од пророците. Нели? Да. Ништо ново. Абсурдно е, вели, да ме гонат за тоа. И сега кога Павле го дава тој заклучок во 23 стих, дека е пророкувано во Стариот Завет сето тоа, дека Христос мора да пострада. И откако прв ќе воскресне од мртвите, на народот, на јудеите и на римјаните, исто така, да им проповеда светлина, да им проповеда спасение. И со овие збори тој веќе се свртува и кон римјаните и вели: и за вас умре Христос. И вие имате потреба од спасението. И тоа е, и не случайно, ова е моментот кога Фест, кој седел таму на преселот како судија, губи трпение, станува и така го навредува Павле. И вели веднаш со висок глас, извикал: ти си полудел. Зашто со овие зборови Павле го поставува Фест во позиција, и останатите римски представници, во позиција на осудени од Бог, на некои кои се загубени, кои гинат, кои се во темнина, во царството на сатаната. И употребава навреда. Ти си полудел, тие книги што си ги читал, тие се што си правил, сето тоа ти го побркале умот. Ти не говориш разумно. Ова ти што го збориш се бладене на еден лудак. Тоа е обвинението што овдека е изнесено против него. Многу сериозно обвинение.
И едно вакво обраќање кој има за цел да го замолкне, не, да престане веќе, да го исече така, да го скрши неговата желба да евангелизира, не го постига ефектот. Павле не се збунува воопшто, Павле воопшто не прекинува, туку се свртува против, вели не сум луд воопшто, ти кажувам зборови на вистина и со здрав разум, и се свртува кон царот Агрипа и вели, еве, Агрипа го знае тоа, тој многу добро знае што зборам. Тој многу добро знае дека овие нешта кои јас овде ќе ги кажувам не се некаква езотерија, не се никаква мистика, не се случувале тајно, не се измислени, не се резултат на некакви откровенија, не. Сите тие нешта јавно се случуваа. И тоа не многу одама, пред 30 на години во Ерусалим. Проповедаше таму Христос, вршеше чуда, беше осуден, беше убиен, беше погребан, гробот е празен, не го најдоа римјаните гробот. Сето тоа е вистина. Еве Агрипа, така ли е? Со други зборови, така ли е Агрипа? Да, јас сум обвинет дека сум луд, ама кажи нешто, гукни. Не ли е вистина тоа што го зборам? На крајот на криштото, ти го знаеш Стариот Завет? Ги знаеш пророците? Веруваш ли во пророците? Да, има овдека некој луд. Кој е луд овдека? Дали јас сум навистина лудиот или некој овдека се прави луд? Зошто? Нека каже што не е вистина од сето она што го тврдам. Сето ова што го изнесувам. Да. И така Павле наеднаш од позиција на некој треба да се брани, тој станува обвинител и ги повикува останатите. Ајде докажете дека не сум во право. Изнесува суд. И прашањето или апелот што го упатува до Агрипа е многу силен. Со други зборови вели, ти знаеш дека сето тоа е вистина и ќе се спротивставиш ли ти на вистината сега? Ќе го прифатиш ли Христос сето тоа како вистина? Ќе го прифатиш ли покаянието што тој ти го нуди, оправданието и вечното богатство? И во една таква ситуација интересна е реакцијата на Агрипа. Уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин. Тоест, малку фали сам, демек многу се трудиш. Има овдека иронија исто така. Има овдека релативизирање на работите што Павле ги говори. И ги свртува работите на мајтап. Сигурно со таквата реакција Агрипа предизвикал смеа таму во салата. Сите се насмеале на таа смешка што тој, вицот што тој го кажува овдека. И тоа е многу несмесно. Агрипа очигледно е во една ситуација така поставен, незгодна за него, за да реагира на таков начин. Зашто Павле на никаков начин, сето она што го зборува Павле, ништо во тоа нема шега. Ништо не е за мајтап. Со аргументи, сериозен говор од негова страна. Додека Агрипа се обидува многу несмесно сето тоа да го сврти на мајтап. И вели, уште малку фали и мене да ме направиш христијанин. Да. И тука можеме да ја сватиме, да ја видиме ситуацијата на Агрипа. Пораката на Павле е за покаяние, оправдание, променет живот. Живот достоен на покаяние. Агрипа таму е со верники, која негова сестра, тој живее со неа како со сопруга. Тој е во инцест. Тоа е во голем греф. И овдека неговото признание или прифаќање на Христос би значило покаяние, промена на животот, отфрлање на тој живот и така натаму. Многу работи се вклучени овдека. Историчарите велат дека Верник е била многу убава жена и дека тој не можел никако да се откаже од неа. И тоа е она што го прави гревот. Гревот ги држи луѓето во робство. Луѓето не сакаат вистината, зашто го сакаат краткото задоволство на гревот. И овдека Агрипа е во една таква ситуација. Тој го отфрла сведоштвото на Павле,
го на мајтап ги сваќа работите, зашто не може да се откаже. Што гревот го држи, како узда во неговата уста. Го влече, како што гревот се сака. И нешто друго овдека има. Тука е и Фест, римскиот управник. Тоа е првата средба на Агрипа со Фест, двајца авторитет, еден јудејски, еден римски авторитет. Римскиот авторитет е врховниот. И Агрипа сака да му се допадне на Фест, бидејќи неговата кариера зависи од Фест. А Фест веќе го објави, го нарече Павле луд. Иако Агрипа кажеше, не, Павле е во право. И јас можам да последочам, да потврдам дека Павле е во право. Тоа Агрипа ќе се спротивставаше на Фест. И автоматски веќе и Агрипа ќе беше луд, зашто се согласува со еден лудак. И тоа ќе значише крај на кариерата на Агрипа. А Агрипа е познат како човек кој многу е сакал власта. И навистина успевал многу во својата кариера. И така тие две работи, гревот и желбата, копнежот кон гревот и желбата за власт да се угоди на таа светска власт и тој да просперира во власта, го доведуваат во таа ситуација да се сврти против Павле и да рече, да, ти стварно си луд. И мислиш дека ќе ме обртиш. Да, малку ти фали да ме свртиш кон христијанството и јас да станам христијанин. И така, и на крајот завршува со зборовите. Нели, кога Агрипа му вели, ќе ме убедиш. Да, јас многу сакам, вели Павле. Се молам на Бог. Сите вие, за малку и за многу. Не знам колку за малку ти ќе станеш христијан. Не, јас сакам сите вие, без разлика дали е за малку или за многу. Сите вие, што сте тука денес, да станете такви какви што сум јас. Не да станете затвореници, да станете слободни. Зашто единствениот роб, заробеник овдека, единствениот слободен овдека сум јас, вистински слободен. Вие да бидете ослободени од темнината, од власта на сатаната, од слепилото во кое се ногете. Тоа е мојот копнеш овдека. Да видите колку е безумието кое го следите во животот. И што се случи, има многу трагичен заклучок. Сега некој каже, не, заклучокот на Лука е убав на крајот на 26 глава. Да, убав е во поглед дека се потврдува невиноста на Павле. Се собираат нас, Павле го праќат во келијата, веќе не може Фест да слуша, зашто на последното што го кажува Павле се директни збори. Јас сакам вие да бидете спасени. Да поверувате како мене. И се распушта распитот, Павле однесен во келијата, се собираат наместникот, Агрипа, Верники, како и останати советници, и заклучуваат дека Павле не е виновен. Меѓутоа си барал да оди кај Цезар и ќе оди кај Цезарот. И тоа е заклучокот. Така навидом, добар се покажува дека Павле сепак е невин. Меѓутоа, знаете, оно што отсуства овдека во извештајот на Лука, тоа е трагичното. Тие кога се повлекуваат настрана, ништо не зборуваат за проповедта на Павле, за покајанието на кое ги повикува. Ништо не говорат за оправданието, за вечниот живот, за наследството на светиите. Целосно го игнорираат сето тоа. Го сметат како за недостојно за дискусија. Тоа е тажното. Гледат да се ја завршат работата, да донесат заклучок за Павле и потоа да се отидат повторно секој во својот живот. И знаете ли како завршува, колку тажно сето тоа завршува? Верники, која била манипулативна жена и манипулирала со својата убавина, кога веќе видела можност дека кога видела други можности, го напуштила, скоро после тоа го напуштила Агрипа, отишла во Рим. И таму станала љубовница на многу императори, вклучително и на Веспасий и на Тит. И кога остарела веќе и не била убава и никој не ја сакал во Рим, се вратила во Јудеја и таму умрела. Агрипа пак успел во својата цел, успел да направи кариера, неговите територии на владеење се зголемували и до крајот на првиот век управувал. Но знаете што? Тоа само останало. Останал без сопруги,
немал деца и со него завршува таа династија на иродовците, која траела 100 години. Порций Фест, кој бил така познат како добар управник, да, навистина продолжил добро да управува со Јудеја и после овој настан, после 2 години умрал, работејки на бирото. Тажно завршува. Сите тие завршиле без ништо, без тоа наследство кој им го понуди Павле преку верата во Христос. И сега, кој е луд, кој е мудар? Тоа е прашањето. Тие луѓе се сметаа мудри, бидејќи се стремеа кон своите земни цели. Дали е власт, дали е грев, дали е постигање на земјата. И ги постигнаа некои од тие работи, меѓутоа за колку време? Да, може некој човек како Ирод, како Агрипа, и 80-90 години да управува, да ги остварува своите цели на земјата, да успева во кариерата, да се збогатува. Но кога завршува сето тоа, има крај. Единствено тоа наследство за кое Павле овдека говори, продолжува во вечноста. Тоа нема крај. Тоа е вистинската мудрост. Тоа е мудроста на оние кои се ослободени од слепилото и од робството на темнината. Единствено остануваат за секојаш оние што ја вршат волјата на Бог. Затоа, и млади, и стари, и мали, и големи, вели Павле, да бараме од Бог мудрост во животот. Да копнееме за оние нешто кои имаат вистинска вредност. И како една од важните поенти на Павле овдека е мисијата што Бог ни ја дава. Е најважната мисија на земјата. Нема поважна мисија. Од тоа да им се кажува вистината на луѓето за слепотијата, за робството во кое се наоѓаат, за спасението кој е во Христос. Тоа воскресение кој доаѓа од Богот, за кого нема ништо неможно. И тоа наследство кое е за нас зачувано за светиите во целата вечност. Имаме Господна трпеза, кој е едно добро подсетување за смртта на Христос и неговото воскресение. Веруваме дека Христос воскресна и веруваме дека тоа воскресение него го представи како вистинскиот спасител и Месија. Единствениот од кого доаѓа нашето спасение преку вера. Јас мислам дека овдека сите сме во таа вера во Христос. Ако некој ја нема верата, нека го побара Христос. Нека го повика да го осветли духот неговото срце. Тоа слово да проработи во него, да го доведе до покаяние, да го доведе до светост и праведност пред Бог. А за сите ние другите останатите кои веруваме, таа смрт на Христос нека биде едно повторно подсетување на мотивација. Да се посветиме на вистинските мисии, вистинските вредности во животот. Бидејќи таа жртва на крстот е она што не променува и не оспособува. Она што ни дава благодат, сила да го живееме животот што Бог сака да го живееме. Да придобиваме вистински богатства во овој живот. И ќе го прочитаме текстот што Павле го запиша во посланието до Коринтијаните 11 глава, каде што ги советува коринтијаните за Господната вечера. И таму во таа глава 11-23 стих од првото послание пишува: А јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус онаа ноќ, кога го предадоа, зеде леп и откако заблагодари го прекрши и рече: Земете, јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Правете го ова за спомен мој.
По вечерата исто така зеде и чаша па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Дадено ни е заповед да ја објавуваме смртта на Господ додека тој не дојде. Да ја објавуваме меѓу нас, да ја објавуваме во светот и така да се потсетуваме и да му даваме слава на Бог. Сега ќе побараме повторно од Бог прошка, благодат, милост. Ќе побараме од Него да ни ги очисти срце, зашто овој текст вклучува и предупредување кон нас за едно достојно зимање на Господната вечера. Секој оној продолжува, што недостојно јаде од овој леп и пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Но секој човек да се испита самиот себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Зашто кој недостојно јаде или пие, го прима своето осудување. И ќе ви кажам, никој не е достоен да ја пие чашата и да го јаде лебот. И секој е достоен поради благодата на Господ. Секој е достоен со покаянието, смирението пред Бог, преку верата во Него, да дојде да се соедини со вера со Бог и да пие и да јаде. Да биде едно со Него и во смртта, и во воскресението, и во животот. Затоа ќе ги наведнеме главите и ќе побараме прошка. Тој навистина да не исполни со Неговата светост и правда, за да бидеме достојни пред Него. И достојно да јадеме и пиеме од вечерата. Татко Небесен, ние стоиме пред